Вице-премиерот за економски прашања, бизнисменот Кочо Ангјушев на последниот ден од обврската најави дека ќе го поднесе анкетниот лист до антикорупцијска, според кој тежи вкупно 27 милиони евра. Најголем дел од богатството на Ангјушев припаѓа на неговиот удел во Фероинвест Груп или повеќе од 21 милиони евра. Има и куќа на Халкидики, стан во Белград, 5 стана во Скопје, 2 деловни простории. Човекот кој според Forbes беше меѓу 5 најбогати македонци е љубител на рачни часовници. Во неговата колекција има Rolex, Omega, Cartier, ама и на спортски автомобили. Во возниот парк има Масерати и Порше. Приходи остварува и од изнајмување станови и деловен простор, а речиси 2 милиони евра има на банкарски сметки. Ангјушев на новинарски брифинг рече дека за целиот имот има платено данок. Откако стана владин функционера под притисок на јавноста заради судир на интереси, тој се повлече од управувачката структура во ЕДС и Фероинвест ДО Експорт-импорт. Првиот човек пак на владата Зоран Заев, на негово име има пријавено до антикорупцијска единствено побарување од заем од 70.000 евра, а на име на сопругата и децата се водат орочени девизи во висина од 34.000 евра. Куќа, стан и деловен простор во Струмица, земјоделско земјиште во село Муртино и акции од 195.000 евра се водат на име на неговите родители. Министерот за економија Крешник Бектеши според анкетниот лист има имотни родители на чие име се водат куќа во Приштина, 2 стана во Албанија, стан во Швајцарија. Тој пак поседува куќа во Кичево и 3 автомобили. Вице-премиерот за интеграција Бујар Османи вози Ауди А6, а според анкетниот живее во куќа на родителите во Скопје. Министерката за образование Рената Десковска преферира накид. Го поседува во вредност од 9.700 евра. А министерот за администрација Манчевски има градежно земјиште во Чучар Сандево. Вкупно 25 министри, нивните заменици и премиерот треба до денеска да достават анкетен лист до Комисијата за спречување на корупција. Казните за непријавување се парични и изнесуваат од 500 до 1000 евра.